Близу 1 километар пат е пробиен во коритото на Оризарска река за потребите околу изградбата на браната Речани. Градежната механизација на Силекс речиси ја има дефинирана оваа делница, чија намена правенствено ќе биде за пробивање на тунелот преку кој ќе се пренасочи реката за да може да се извршуваат градежните работи за ископ и поставување на темелите на насипната брана. Конкретно се работи на проектиран пат број 1, а тој е прилазен пат за влезнен дел на тунелот на брана Речани. Должината е околу 750 метра, патот е направен, уште некои ситни работи треба да се довршат и тука е каде ще стоиме од нас едно 10-20 метра влезниот дел на тунелот. На местата каде се поминува реката од едниот на другиот брег ќе се постават пропусти за механизацијата да може непречено да се движи. Па ќе ставиме пропусти поголеми, пошироки, така тоа ќе се реши многу лесно. За извршување на сите подготвителни активности околу пробивањето на тунелот потребни се околу 2 месеца, кога практично ќе започне дупчењето низ планината. Па тунелот очекуваме најкасно за 2 месеца да почне да се гради. Може да се нападне од влезниот дел и изниот дел од двете страни. Тунелот долг 400 метри предвидено да се пробие во рок од 6 месеци. Должината на тунелот е проектирана 405 метра, и тоа може да биде 350 во колку се усвои ново едно идејно решение. Негде за 6 месеца е предвидено да се направи тунел. На прашањето каква е неговата стручна проценка за општите услови за изградбата на браната Речани, дипломираниот рударски инженер Васил Ристовски истакнува. Теренот за брана е добар, условите за работа се тешки. Како и секој, теренот за брана е добар. Има сви услови да биде брана, можности, добра црста карпа, терен добар, има ширина и така натаму. Тоа спаѓа во средна големина на брани од негде 25 милиони кубика вода. Меѓутоа условите за работа се многу тешки, затоа се работи за цврста стена која е абразивна за буше и минирање, многу тешка, алатот со кој се буши брзо се аби и поскапо е него што се на други места. Според неофицијални информации, поставувањето на камен темелник на браната Речани се планира за 11 октомври, денот на Македонското народно ослободително востание.